Поздрав до гледачите на телевизија РСИ, се разбира, се знае отворено на тема веднаш по дневникот од 17:30. Она што ние ви го пренесуваме во овој сет на емисии кои ги реализираме секојдневно се ставовите околу уписите и понудите кои ги носи Универзитетот Гоце Делчев. Разговараме со секој од деканите, се разбира, се работи за врвни интелектуалци, да поставуваме и прашања кои се однесуваат на општествената стварност, посебно на она што како струка го имаат должност да го кажат. Бидејќи мислењето е една тешка операција во која што се содруваат различни факти. Имањето на ставови е најлесна работа. Она што секојдневно го видиме, сите имаат своje мислење, го кажуваат како ставови. Да не зборувам сега за филозофската основа на тоа. Важна работа е во овие емисии што јас го поставам како дилема на моите гости, не само развојот на образованието, туку и состојбата на струките каде што тие се во предност. Се доктори на науки, професори, а такви дискусии денес или дебати во општество имаме доволно колку што треба. И еве, денес мој гостин е деканот на факултетот за технички науки, господинот Зоран Деспотов. Професоре, во најавата кажав што мислам, во оваа наша емисија ќе зборуваме и за оно што го нуди факултетот на чие чело сте вие, на идните студенти и оние кои веќе се на програмите од вашиот факултет, туку ќе поразговараме и за неколку прашања кои се многу битни, посебно во актуелноста од вашиот факултет. Некако оваа изминатава година бевте на дискусија во Македонија, посебно од невладините организации, кои со своји аргументи доведоа до ситуација да граѓаните во Македонија мислат дека и ние немаме потреба од рудници, нели? Ние ќе даваме услуги и ќе произведуваме екохрана, а она што како минерална суровина го поседува Македонија ќе го ставиме за идните генерации. Што велите вие за ова? Најпрви благодарам за поканата и сакам да ги поздравам гледачите на ИРС телевизија. Во право сте, ние бевме минатата година така актуелни во поглед на прашањето дали да се отвараат нови рудници или да не се отварат. Тука екологистите беа многу бучни, како да кажем. Меѓутоа, јас би сакал да кажем еден мој став околу тоа, дека за да не доаѓаме во вакви ситуации, сепак државата треба да изгради своја стратегија во кои делови од незината територија ќе го развива рударството, а во кои делови ќе го развива земјоделието и останатите стопански граѓи. Мислам дека ние имаме територии каде што не можеме да развиваме некое современо земјоделие и некои други индустрија, туку природата ни дава природно богатство и дека тоа богатство ние треба да го експлоатираме. Доколку не го експлоатираме, ние исто како да го немаме тоа природно богатство. А не сме како држава во ситуација да го одложуваме тоа експлоатирање на националното богатство, да го ставаме за некои следни генерации и така натака, затоа што ние сме сепак сиромашна држава и мора да се развиваме и да отвараме индустријски капацитети, да вработуваме нови кадри и така. Професор, вие го наметнавте сега, веднаш да се придружам ја во оваа дискусија. И нивните аргументи, како и во секоја дебата, треба да се согледуваат. Тие тргнуваат од аргументи кои се модерни во светот. Ја примивме природата од предците, ја девастираме или ја чуваме и ја ставаме на иднината, нели? Во секој случај ја примаме и економијата, па ја треба да ја ставиме на иднината. И овде имаме суди. Она што јас успеав да го прегледам како нивни ставови, тоа е едната работа што ви рековте, судирот со земјоделството, а второто е девастирањето на природната околина. Јас во еден разговор со вас добив уверување, поточно моите гледачи, дека современото рударство, технологиите битно го намалуваат можноста од девастирање на околината. Во право сте, значи денеска постојат такви технологии кои што овозможуваат да тие негативни влијанија врз животната средина се сведат на минимум и сакам да ви кажам дека најмногу може да управуваат со животната средина, околината на индустријски капацитети, рудници и така натаму, токму луѓето кои што
ги раководат тие процеси, тие технолошки процеси. Само за пример ќе ви кажам. Ние во подземната експлоатација, во подземното откопување имаме таква технологија каде што јаловината, која е 90% од падокот од постројките за преработка, можеме да ја вратиме назад од местото каде што е ископана. Тоа се така наречени cut and fill методи или методи со заполнување на откопаните простори од каде што е извадена руда. Само еден момент. Се сеќавам на големата акција во германските рудници. Ја знам дека вие тоа многу убаво го знаете, ама како експерт би сакал да го прокоментирате. Тие во североисточна Баварија и во оној дел према Австрија ги затрупаа сите рудници, денес тие се излетнички места, пошумени и така натаму. Пошумени и како да не постоела таму рударска активност. Од друга страна сакам да ви кажам, нели невладините организации има и беа многу бучни во поглед на тоа дека и некои туристички центри ќе бидат загрозени и така натаму. Па вие можете да видите безброј емисии на телевизија и по западните земји каде што многу туристички центри, излетнички места кои што претходно биле рудници, сега се туристички центри. Ако ја земеме и Шведска, и таму имаме рудници кои што се во кондиција да отворат туристички центри, бидејќи тоа се скапи објекти и за тоа се потребни инвестиции. Значи, ние се трудиме да воведеме такво рударство кое што ќе биде одржливо рударство, значи да загадувањата врз животната средина бидат минимални, а да имаме и економски бенефит. Така, кога дека економскиот бенефит, професоре, се зборува за 10-20 години, тоа граѓаните вели вака вредели да се ризикува за економска активност од 10-20 години. Од друга страна, па спремајќи се за оваа емисија, ги гледам податоците за веќе постоечките рудници во Македонија, некои са 110 години, 90 години ревитализација, некои са 34, 40 години, еве вие многу го познавате рудникот Саса, сепак не са 10-20 години, а најновите истражувања го продолжуваат рокот уште 20 на години. Сосема сте во право. Значи, на почетокот е проценет векот на рудникот на 20 години. Меѓутоа, со тековната експлоатација се вршат и тековни геолошки истражувања, каде што се докажуваат нови рудни резерви. И тогаш се продолжува векот на рудникот. Така, таа состојба, процената е во моментот на отварање на рудникот, нели со тие истражни, со тој квантум на истражни дупчиња се докажани тие резерви. Меѓутоа, тоа не значи дека понатаму нема да ги продлучуваме нашите рудници и дека нема да докажеме и нови рудни резерви. Или пак да пронајдеме нови наоѓалишта. Така, за момент сме овде кај рудникот Саса и овој дел во североисточниот дел од Македонија. Прочитав една од правилата на Европската унија за меѓународна соработка на граничните простори каде што постојат вакви рудници, што е уште еден прозорец кон економска активност. Што велите вие? Можно ли е преку меѓународни документи да се доведеме во една поголема експлоатација? Можеме да се доведеме преку тие меѓународни документи на поголема експлоатација. Зошто? Затоа што денеска во нашите рудници се инвестираат мултинационални компании. Така да тие се присутни и фондации, тие се присутни и во нашето соседство. И во Република Бугарија, во Република Грција, така да со меѓународни договори може да биде и еден заеднички рудник, така кој што ќе го експлоатират. За да се одговори на дебатата која потикна екологистите и она што народ се уште не го знае или го знае, ама само оние што се заинтересирани, потребно е знаење и наука. Кога разговарам со деканите, со професорите, нивната образовна функција е една работа, меѓутоа пред се треба да знаеме дека тие луѓе имаат потенцијал, некои желба, да бидат научници, што е првата интенција на институциите како факултетот на чие чело сте вие, за кое што опремање лабораторија и истражување се потребни многу средства, но резултатите се мултиплицирани при повратот на тие средства. Состојбата на вашиот факултет? Нашиот факултет во тој поглед можем да ви кажем дека е доста активен, дека се опремивме со софистицирани лаборатории, или тоа беше проект на претходната влада, и
дека тука веќе нашите кадри се обучени, ние веќе и добивме нашите лаборатории веќе се акредитирани од Институтот за акредитација. Значи и очекуваме дека ќе овие лаборатории ќе бидат на некој начин валоризирани, дека ќе се обучуваат млади научно-истражувачки кадри, дека ќе се работат научно-истражувачки проекти и дека ќе имаме голем допринос и за развојот на науката. Професоре, студентите, магистранти па и докторанти кои се под вашата палка во науката сиве овие години, имаат ли интерес да бидат научници или настојуваат да бидат во производството? Како е соодносот меѓу нивната заинтересираност? Има магистранти, докторанти кои што се заинтересирани за наука, нормално затоа се определиле да го продолжат, да усовршат своето образование. Има такви кадри, меѓутоа има и кадри кои што повеќе сакат да бидат оперативци, кои што сакат да водат производни погони, кои што да управуваат со технолошки процеси, има и такви. Како стои во гранките, кога зборуваме веќе за родниците, го имаме Бучин како отворен коп или од најавата за новите родници, како ја што успеав да сватам, најголем број од нив се од таков тип на родници, а од друга страна имаме стручно осовршени луѓе кои знаат да работат во родниците како Злетово, Саса. Тој сооднос овие родници сега што се на поведок на отварање се од отворен коп, тоа се површински родници. Меѓутоа, овде сакам да напоменам една работа. Доколку рудното наоѓалиште продолжува во длабочина, значи тогаш може да се преде и на подземен начин на откопување. Да, нема граница. Да, нема граница. Ние имаме овие рудници со отворен коп може се со длабочина некаде околу 200 метри и веќе долу се стеснува просторот, знаете, за да створите поголем фронт за работа, вие на површината треба да откриете многу поголем простор за да дојдете доле, за да се нормално запазат геомеханичките карактеристики, да се зачува таа завршна косина на копот, да не дојде до зарушување на карпите и тогаш нели се продолжува со подземен начин на откупување, се отварат подлабоките делови со подземни објекти и се експлоатира на подземен начин. Технолошки е можно развојот од една облик во друг. Да прејде во друг. Пред да поминеме на образовниот дел од вашата мисија, професор, од ова што досега видите, знам дека учествувате вашите колеги со стручност, од сите овие родници, кога вас како декан ви е прашала, би дали зелено светло да се отвори? Не се работи само за вашата стручност тука како граѓани на Република Македонија. Па да, би дал. Нормално со имплементација на сите, на светските стандарди, на добрите светски практики и нормално со постојанен мониторинг на работењето на рудниците и така натаму. Доволно кадри, бидејќи вие сте начело на еден таков фокус. Имаме ли тоа да го ако тргнат овие рудници, мислам дека ќе немаме доволно кадри. И затоа е потребно да компаниите кои што ќе стопанисуваат со тие рудници да издвојуваат стипендии, да ги стипендираат ново запишени студенти. Што е Министерството за образование спремно ли е да го помогне тоа? Министерството за образование за сега нема најава за стипендирање, меѓутоа имаме најава за стипендирање од Central Asia Metals, тоа е компанијата која што стопанисува со родникот САСА, дека ќе ја уплати партиципацијата на 20 ново запишени студенти на рударство и на геологија, а исто така и компанијата Елем распиша конкурс за 2 стипендии на рударство. Професоре, морам кон камерата да најавам дека е време и за малку кратки ЕПВ пораки, па ќе се вратиме со другиот дел, образовниот дел со деканот. Мојот разговор со деканот на Факултетот за технички науки. ЕПП. Се враќаме со вториот дел од разговорот со деканот Деспадовски. Професоре, она што е многу важно, крајот на секоја учебна година, почетокот на другата е понудата на вашиот факултет и на универзитетот Гоце Делчев кон новите кадри. Што тоа завршените средношколци може да очекуваат како понуда и наука од вас? Па вака, на универзитетот
се распишани некаде, Гоце Делчев се распишуваат некаде околу 5000 нови места за нови студенти. Конкретно за мојот факултет за природни и технички науки, конкурсот е распишан за 355 места, од кои што 230 се редовни, а 60 се редовни со кофинансирање и 65 студенти се ворени студенти. А сакам да ги најавам и поединечните квоти по студиски програми. На ФПТН во Штип, рударство, има распишени се 30 места, геологија 25, песажна архитектура 15, индустријска логистика 30, инженерство за заштита на животната средина 25, дизајн на интериер и мебел 70, географија 20. Сакам да напоменам дека ова година ќе имаме и упис на студиската програма дизајн на интериер и мебел, која што е реакредитирана. Значи можат слободно да се запишуваат студенти овде. Понатаму имаме географија 20 студенти и на дисперзираните студии во Прилеп, на рударство 30, геологија 30, во Скопје исто така дисперзирани студии геологија 20 и Кавадарци и дисперзирани студии по индустријска логистика 60. Тоа се гледам дека палетата е малку проширена, ми западна за око географија. Што ќе биде тоа? Географија, тоа е дипломиран професор по географија. Така, значи дел од природните науки, така. Да. Иако географијата може да помине и до општествените науки како наука, ама добро. Овде од природните науки и сакам така и една новост да кажам дека во тек е изработка на елаборат за нова студиска програма на Институтот за геологија, а тоа е геотуризам. Во соработка со колегите од Факултетот за туризам и бизнес логистика. Тоа геотуризам подсетува на отварање и следење на бањи и геопаркови. Така. Има ли Македонија можност за тоа? Пештери и така. Има. Професоре, ова се местата кои вие им ги нудите на идните ваши студенти, тие што ќе се одлучат ќе бидат кај вас, но да позборуваме малку и за оние кои завршуваат. Да. Минатата година јас со вас разговарам и бевте релативно задоволени од прифатот на вашите дипломирани кадри. Има ли промена во овие сознанија? Нашите кадри се барени на пазарот и најнови информации сакам да ви изнесам дека во разговор со некои од директорите, бордот на директори на Централ Азија Металс, моменталниот собственик на рудник САСА, дека бараат нови рударски и геолошки инженери со познавање на компјутери, со познавање на англиски јазик и така натаму. Значи побарувачката ќе биде се поголема и поголема. Повторно се вратиме на оној дел кој вие несомнено многу го познавате. Светот минатата година во истражување и во рударство имаше скок, иако едно 15 на години користењето на минералите беше во пад секаде во светот, освен во Пакистан и во Индија, се отворија нови рудници во Јужна Африка, но сега имам Нигерија големи наоѓалишта, големи мултинационални компании во Венецуела, не е само за нафта, некои нови минерали. Што е со можноста сите овие наши млади луѓе кои дипломираат кај вас да стекнат дополнителни знаења низ овие мултинационални организации низ светот? Можат нашите кадри да се вработуваат во тие мултинационални компании, меѓутоа тие поставуваат еден услов да имат претходно работно искуство од 2 години во строката. Да, и може да се вработат без проблеми, нашата диплома е признаена секаде во светот. Значи мораме прво да ги вработиме овде, па после да идат таму, па кога ќе се вратат, може би со многу повеќе знаења, ама многу тешко оди тоа. Јас имам еден податок од школата на Нафтагаз, од некогашната ни држава, во која што тие финансира истражуваци инженери, меѓутоа 50-60% од не завршуваше на платформите на Ginkgo Oil и на останатите компании во светот. Можно ли тоа нам да не се случи? Може да не се случи. Но тоа е своеврсна потврда и на знаењето што тие може да не се случи. Во еден разговор со еден колега геолог од Бугарија каже тој дека работи на таква платформа. Сега, ја споменат и другиот дел, тоа е геологијата или истражувањето на морфолошкото и геолошкото наследство во ова земја, тоест разните слоеви што ние ги имаме. Што прави науката
од кај вас, бидејќи веќе имате верифицирани институтски податоци за тоа, каде може да оди истражувањето на рудните богатства во Македонија? Можеме ли да бидеме рентабилни? Има ли надеж во тоа? Па има надеж кај нас. Мислам дека истражувањата може да продолжат и понатаму. Овде повеќе својот збор треба да си го кажат колегите геолози, бидејќи јас му припаѓам на одделот за рударство, на Институтот за рударство. Тие се покомпетентни и се надевам дека во некој од емисиите ќе поканите некој од моите колеги. Ми беа гости од вашите колеги во заштита на животната средина околу разни начин на запазување, така биоотпад и останато, и имаше мислам дека еден добар одзив нивните ставови околу тоа. Професоре, јас ви посакувам успех и оваа година. Вие сами рековте која е перспективата на рударството, а мене ми остана како печаток ова што го вие велите, перспективата на знаењето, како професор, како научник. Ирскиот случај на школувани кадри од Ирска кои направија бум во економијата за Ирска, па и во Европа денес од најголемите компании имат седишта во Ирска. Можно ли ние тоа со поголема обществена одговорност нашите млади луѓе да бидат конкурентни на светскиот пазар, не само кај нас? Можат. Што е потребно за тоа? Можат. Со добри знаења, со добри кадри можеме да бидеме конкурентни. Што е потребно државата да направи за тоа? Па државата треба повеќе да издвои за наука и образование. Освен тие 1,5% Да. од буџетот е потребно Да. повеќе. Треба да издвои малку повеќе, да се опремуваат лабораториите, да биде повеќе застапена практичната настава и така да се посетуваат и други институции, факултети и така натаму. Ние сме доста присутни преку Еразмус Плюс програмата. Универзитетот Гоце Делчев е многу активен во тој дел и имаме прилика да видиме како се опремени, каква е соработката со стопанството на тие факултети, универзитети, истражувачки центри и така натаму. Рекоте дека сте задоволни од соработката со постојните компании кои ги менаџираат рудниците, иако тоа со некој ни беше малку застанато, посебно со добре во рудникот, но сега како што... Многу сум задоволен и новите состојаници сега во рудникот Саса кои што дојда, Централ Азија Металс дојда на универзитетот и изразија желба за соработка, таму сме присутни ние со колегата Мираковски од подземната експлоатација. Исто така и колегите од Минстрој и тие соработуваат, таму сме присутни како надзор при санација и изведување на рударски објекти. Се надевам дека ќе бидеме вклучени и во проектирањето заедно со Миногеолошкиот универзитет од Софија. Така да колегите од површинската експлоатација се присутни при проектирањето на овие новите Иловица и така натака. Имаме соработка со Титан, цементарницата нели во Скопје и факултетот е доста активен, можам да ви кажам, во поглед и така треба да биде и тие односи уште повеќе треба да се зајакнуваат. Само накратко, сметате ли дека иднината на универзитетите е научната компонента, освен само образованието? Зашто она што го примеме од Европа како совети, сега засегали во целиот тој процес на приближување кон Европа, велат вие мора да го подигнете квалитетното знаење на повисоко ниво. Да, се согласувам, значи треба да знаењето да се подигне на повисоко ниво и треба да се оди на развој на науката, да се вработуваат нови млади научни кадри кои што ќе истражуваат и така ќе доаѓаат до нови научни сознања. Оние прашања околу новиот закон ќе му ги ставиме ректорот да ги одговори. Јас сам благодарам што бевте дел во моја емисија. Се надевам дека вашите ставови и можностите на факултетот на чие чело сте ги заинтригира со граѓаните во Република Македонија. Ве благодарам што бевте. Ви благодарам на поканата. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со деканот, а вие сите што следевте или оние што допрво ќе следат оваа емисија, можете да запаметите неколку од ставовите, она што јас се трудам во оваа емисија да го направам, а тоа е нашата домашна памет да го каже својот став за различни појави и позиции во општеството. Ако ништо друго не мораме да обезуваме памет. Никој досега не ни рекол дека не сме паметен народ. Довидување до новата емисија.